Опколен со живописна природа и воодушевувачки поглед кон Дебарското езеро, манастирот Свети Георги Победоносец, познат уште како Рајчица, изобилува со духовен мир. Храмот е изграден во вид на еднокорабна црква, зацврстена со пилистари во централниот дел, од каде се издигнува кубе со осмострана купола. Во манастирот се влегува низ голема двокрилна дрвена врата со тешки железни опкови. Во овој храм се наоѓаат гостопримливите и љубезни монахињи, кои со своите вешти раце изработуваат уникатни божикни пештери. Станува збор за процес во кој пештерите се украсуваат со икони на рождеството, свеќички и кандила. Прекрасната традиција за изработка на божикни пештери и одењето на децата во поворка со нив на Ден Бадник е возобновена во многу градови од нашата земја од пред една деценија благодарение на епископот Партени. Појавата на божикната пештера и обичаите поврзани со неа се древни и потекнуваат уште од времето на раното христијанство. Божикните пештери зеле силен замав ширум христијанскиот свет, и на исток и на запад. Ке словенските народи се развиле дури и цели театарски представи, чија сцена била токму божикната пештера. Имено божикната радост на секаде во светот се изразувала на разни начини. Нашите предци, пејки ги божикните песни наречени каланди, на секаде го објавувале рождеството Христово. Некаде се изработувало украсно бродче, кое ја представувало црквата Христова и со него се одело од дом во дом, каде децата биле дарувани со различни дарови од домаќините. На други места пак, Христовото рождество се објавувало со ѕвезда, која ја означувала Виетламската ѕвезда, која што пак ги водела тројцата мудреци до богомладенецот, обичај кој денеска е запазен во Крушево, а во Струга пак се носела и пештера и ѕвезда. Најмладите со помош на повозрасните, со особена љубов и радост правеле мала пештера која ја символизирала Виетламската пештера и собрани во дружини ја носеле од куќа во куќа тропајки со дрвено чеканче по вратите и со песни на сите им го најавувале рождеството Христово. Манастирот во село Рајчица посветен на Свети Георги Победоносец толку бил прекрасен и убав што го нарекувале и дворецот на Свети Георги. Во минатото овој манастир функционирал како економски дел на Бигорскиот манастир, поточно бил негов составен дел, а за богатството на манастирот говори и податокот дека на местото на денешното Дебарско езеро порано имало и река и пат и манастирот всушност бил издигнат над патот, а надолу под него се постирале големи насади со лозје.